Нешто пред 18 часот, во нашиот стандарден термин, како и секоја недела, ви најавувам ново издание на Digi Plus, ексклузивно на Телма телевизија. Добро вечер и добре дојдовте во новите 30 на минути на Digi Plus, каде што посветуваме време за дигиталните новитети, но и за вештачката интелигенција. А денеска решивме да имаме едно нестандардно издание. Поточно овие 30 на минути да ги посветиме на сајмот CES24, кој што минатиот викенд заврши во Лас Вегас. Почнуваме за кратко, еве што ќе гледате. Новото издание на Digi Plus го посветуваме на новите иновации и уреди со вештачка интелигенција, кои беа представени на најголемиот технолошки сајм CES24 минатиот викенд во Лас Вегас. Од прозирни телевизори до скара со вештачка интелигенција, шолја што менува боја и уште куп иновации кои ќе ве остават без див. Потрудете се да не пропуштите ништо. Добре дојдовте назад, го следите новото издание на Digi Plus. Пред да продолжиме со содржините, само да ве потсетам сите оние детали кои што сте ги пропуштиле или се разбира се она што сакате да дознаете повеќе, а поврзано со нашата емисија и информации, можете да не следите на социјалните мрежи. А тоа е на Instagram профилот, на TikTok или во целост нашите емисии да ги погледнете на нашиот YouTube канал Digi TV МК. Одиме сега со она што се договоривме. Поточно целата емисија да ја посветиме на сајмот кој што заврши неодамна во Лас Вегас, CES24, еден од најголемите светски сајми за иновации и дигитална технологија. Навистина ќе останете фрапирани од она што ќе имаме можност да ви го презентираме. Многу гаджети беа презентирани, но немаме толку време, па се одлучивме за неколку кои што го задржаа и нашето внимание. Па ќе видите од прозирен телевизор до скара со вештачка интелигенција преку тоалетна шолја која што менува бој. Тоа е само дел од она што дефинитивно ќе го задржи вашето внимание. Па подгответе се, еве ја презентацијата и новата емисија токму сега. CES е сајм за технологија и иновации, каде што се среќаваат луѓе и идеи од целиот свет. Оваа година над 4000 компании ги изложија своите производи и новитети на површина од 2,5 милиони квадратни метри изложен простор. Во средиштето на вниманието на овогодинешниот настан е вештачката генерирана интелигенција и куп уреди произведени со најсовремена технологија, а дел од нив ви ги представуваме во продолжение. Неверојатно, од ТВ екран од 137 инчи до стилско парче мебел во вашиот дом. Кога не се користи, телевизорот едноставно се склопува во парче мебел и за тоа му се потребни само 2,5 минути. Но чини околу $200,000. Се прашувате кој би дал толку пари за ваков телевизор? Со сигурност ќе се вклопи во амбиентот на некоја луксузна јахта. Го произведува компанијата Seat, која произведува телевизори за побогатата класа. Сајмот CES24 беше комплетно посветен на вештачката интелигенција. Како например фрижидерот на Samsung AI Family Plus со вградена камера и отворање со едноставен допир на вратата. Со помош на подобрената вештачка интелигенција, вие можете да комбинирате рецепти, а фрижидерот дури и ви алармира кога одредена храна е со изминат рок на користење. Фасцинантно е за колку време овој фрижидер ја препознава храната. Во моментов може да препознае само 33 вида на храна. Роборок ја чисти куќата комплетно, без човечки фактор. Усисува, џогира и комплетно се чисти сам. Поседува камера со која прави мапирање на проблематичните агли за чистење. Ова е само дел од перформансите на оваа неверојатно помагало во домот. Ако претходно на сајмот беа атрактивни автомобилите кои менуваат своја боја, оваа година беа хит смарт WC шолјите која менуваат бојата. На кого ли му е потребно ова? Тука е и супер скапиот туш, кој доаѓа со одредени аксесуари кои се доста привлечни. Како например масажери кои работат на батерии и мора да ги користите одделно, а секако се покорисни од WC школката која менува бои. Електричните автомобили не се новитет, но автомобил со сопствени соларни панели секако. Овој мал автомобил, наречен Squad Buggy, доаѓа од Холандија и на својот кров имат поставено соларни панели. Може да развие брзина 65 км на час. Во моментов е достапен за 20 патници, но се очекува нова верзија со зголемен капацитет на патници. Изненадува цената на овој мал автомобил, која во предпродажба изнесува околу $6,000. Прилично достапно.
Ова скара навидом изгледа како обична, но верувајте, таа е 100% електрична. Не користи дрва, плин и слично. А неверојатно е колку висока температура може да постигне. Може да загрее до неверојатни 370 степени Целзиусови. Никогаш не би поверувале дека е електрична. Го пече месото совршено, а има и собствена апликација со помош на која вклучувате и исклучувате, а можете да контролирате и постигнатата температура. Уредот плени со својот модерен изглед. А што е ова? Изгледа помалку смешно, како маска на нечие лице. Но доколку сакате телефонски да разговарате во јавност, а при тоа никој да не ви го чуе вашиот разговор, овој уред е совршен за вас. Го пригушува звукот, па никој освен оној со кој што разговарате по телефон да може да чуе што зборувате. Со помош на ова смарт брава, слободно можете да си влезете во домот и канцеларијата. Таа ќе го препознае вашето лице и самата се отвори или затвори кога излегувате. Овие наочари лесно, со само едно притискање, можат да се претворат од диоптерски во очила за сонце. На сајмот беа представени и очила кои ќе им помогнат на лицата со благо и умерено оштетување на слухот. Тежат 40 грама, а во нив е вграден слушан апарат. Кога сме кај ТВ екраните, еден модел се чини дека го украде шоуто на сајмот. LG и Samsung се одговорни за ова ново искуство. Транспарентен телевизор чиј екран е прозирен и овозможува ново визуелно искуство, што конвенционалните телевизори не можат да го обезбедат. Например, ви се чини дека пеачката е прикажана на прозирен екран на вистина во собата, а гледањето аквариуми и филмски клипови е јасно и живописно. Телевизорот е опремен со екран кој може да се подигне или спушти со помош на копче. OLED-T, транспарентниот телевизор на LG, се напојува со новиот Alpha 11 AI процесор на LG, кој е 4 пати поефикасен од чипот од претходната генерација. Зголемената мокност носи 70% подобри графички перформанси и 30% поголема брзина на обработка. Дополнително, OLED-T моделот работи со Zero Connect Box, кој дебитираше минатата година на моделот M3 OLED и овозможува безжичен пренос на слика и звук на телевизорот. Сите уреди за пренос и конзоли за игри се поврзуваат со оваа кутија, а не со телевизорот. Основата содржи звуци со палење надолу кои обезбедуваат многу добар звук. Има и задни светла кои може да се вклучат за целосно прозирен изглед. LG го представи и T-Bar, информативна лента која што ќе се движи под дното на екранот, а ќе може да прикажува временска прогноза, наслов на песна или новости, додека остатокот од екранот останува прозирен. Exio-Pad, 20 звучници спакувани во една столица, која при тоа е опремена со сензори кои ги сетираат звучниците во зависност од тоа како седите. Оваа комбинација дава неверојатен звук и ги примами посетителите на сајмот. Со Exio-Pad можете да слушате многу гласна музика, а при тоа да не им пречите на оние околу вас. Новиот прожектор XGIMI Horizon Max со Dual Light 2.0 обезбедува неверојатна осветленост, додека ISA 5.0 обезбедува неспоредлива оптимизација на сликата. Тотално автоматски. Овој прожектор може да ротира од еден на друг зид, а при тоа да има различни сетинзи за секој зид. Гледајте еден филм на еден и сосема друг филм на соседниот зид од домот. Моделот Aladdin на XGIMI изгледа како плафонска светилка, но всушност е прожектор. Идеален за спална соба, со зголемени звучници, овозможува неверојатно филмско искуство. Сте помислиле ли како изгледа да управувате со вашиот компјутер без да го допрете екранот или тастатурата, баш како во некои акциони филмови? Neurolab изготви софтвер за работа без допир, кој функционира совршено, а при тоа е потребно наедноставна веб камера. Ова е Pebble Flow, паметна целосно електрична камп приколка. Со само еден допир, таа сама се позиционира на вашиот автомобил. Натрешноста е вистинско воодушевување. Запазени се сите детали кои се контролираат преку апликација. Со вградени соларни панели и електрична батерија, оваа камп приколка е вистински погодок. Samsung SmartThings е апликација дизајнирана да ги поврзува и контролира вашите паметни домашни уреди. Заедно со подобрена поддршка за телевизорите и употреба на QR кодови, SmartThings ја подобрува брилијантната функција за преглед на карта, која создава дигитална мапа на вашиот дом и ви покажува точно каде се наоѓаат сите ваши поврзани уреди.
Ова се и подобрите домашни работи, кои веќе погодувате користат вештачка интелигенција. Скоро сите изложувачи на овој сајм потврдија дека користат вештачка интелигенција во своите производи. Но вештачката интелигенција на душек за спиење звучи малку чудно. Lepro Lighting пак користи вештачка интелигенција која го прилагодува осветлувањето во зависност од вашето расположение. Користи апликација за која ви го скенира лицето, па доколку сте срекни се уклучуваат сите бои, а доколку сте тажни, светлата ќе се прилагодат на вашето моментално расположение. Ова AI пријателче кој има вграден чат GPT ќе ви овозможи конверзација како со вистински човек. Во компанијата за светлосни уреди Govee ја користеле вештачката интелигенција за подобрување на своите производи. Со помош на AI, преку апликација може да го менувате светлото во вашиот дом, да ги додавате, например, боите на вашиот омилен спортски тим и слично. Оваа апликација функционира на Govee светлата, кој повеќе нема потреба мануелно да ги сетирате. Многу кул светла кои не сме ги сретнале порано. Електричниот автомобил Sonia Fila ќе се појави на пазарот наскоро. Неверојатно е колку екрани има овој автомобил. Буквално може да префрлувате програмата од еден на друг екран. И секако овде постои можност да играте Sony PlayStation 5 додека се возите, бидејќи автомобилот има контролори за PS5. Единствен проблем со овој автомобил е како да излезете од него покрај сите овие гаджети. Овој хајтек електричен мотор чини $45,000, а во него има вградено дури 6 камери. Изгледа футуристички, користи холограми кои ви ја покажуваат брзината и со помош на кој возилото е попрегледно и побезбедно. Погледнете оваа масовна соларна тенда вградена во автомобил, сосема ново искуство во кампувањето. Павпорт е моторизирана врата за миленичиња, која автоматски се отвара со такво близина. Штом вашето милениче ќе се приближи, малата врата ќе се отвори за него. Павпорт се инсталира на регуларна врата за миленичиње. Доколку се случи вратата да се затвори на миленичето, тоа нема да се повреди. Ярбо е мултимедијален робот дизајниран да ја коси тревата во вашиот двор, да ги оддува лисијата, па дури и снегот. Со помош на инсталирани камери, Ярбо нема да направи неред во вашиот двор и ќе ги избегнува луѓето и предметите околу него. Акара, водечки снабдувач за производство на паметни домови, го воведува Hub M3, најновата еволуција на своите центри за контрола на паметни домови. Дизајниран за децентрализирано и робустно работење, M3 нуди можност за локална контрола и автоматизација. Неговата можност за складирање податоци ја минимизира зависноста од клауд услугите. M3 може да се поврзе со апликацијата Aqua Home преку локалната мрежа LAN, обезбедувајќи континуирана контрола на системот Aquara и при прекин на интернет. На садот за готвење суви му се потребни само 2 минути за да испече нешто. Звучи невозможно. Технологијата суви го прави готвењето на храна лесно, брзо и вкусно. Интелигентното загревање се постигнува со помош на електрични струи. Ова овозможува брзо готвење на точни и ниски температури. И, како резултат на тоа, витамините и хранливите материи се совршено зачувани. Овој сајм не би бил тоа што е, доколку нема роботи насекаде. Некои од нив се пресладки и голема е веројатноста со тек на време да ги заменат вашите миленичиња. Робот чистач на улици, робот хотелски портир, робот багер кој изгледа импресивно. Овој робот прави и служи различни пијалоци, и тоа прецизно и без грешка и неред околу него. Изложен е уште еден робот во улога на шанкер, но ово е очигледно дека му е потребна човечка рака. Може би роботите не се уште подготвени да превземат целосната работа. Доколку сакате да имате машина која за вас ќе прави најразлични коктели, новиот Barsis 360 ќе ве воодушеви. Преку апликацијата одбирате коктел кој сакате да ви се приготви и машината го прави тоа за вас и со светлосна сигнализација ви најавува дека коктелот е готов. Апликацијата покажува колку пијалоци има во резервоарите и кога треба да го наполните. Ке се сложите со мене, после волку иновации, потребно е малку да здивнеме, поточно да одмориме. А најдоброто го чуваме за крај. После рекламите ќе посветиме внимание на уредот кој што предизвика најголем интерес од посетителите на CES 24, се работи за Reddit R1. За каков уред станува збор и се разбира зошто е толку интересен, па дури и втората серија која што треба да се прави е веќе распродадена, а тоа ќе биде во март, ќе дознаеме за многу кратко. Останете со нас до самиот крај.
Добре дојавте назад, вие сте со DigiPlus. Денес имаме нестандардно издание, имавме можност да погледнеме многу од новитетите и гаджетите кои што беа презентирани на CES24 или најголемиот светски сајм кој што се одржава во Лас Вегас. И најдоброто го чуваме за крај. Еден уред го предизвика најголемото внимание кај посетителите токму на овој сајм и за него богами и после сајмот многу се пишува и многу се зборува. И се бара информација плюс, но и се бара уред плюс со оглед на тоа дека веќе е распродадено неговото производство и во март, поточно втората серија од овој уред. Reddit R1. За како виртуелен асистент со вештачка интелигенција станува збор. Дознаваме веднаш. Овој уред има уникатен дизајн кој наликува на воки-токи со живопис на портокалова боја што му дава ретро чувство. Иако е помал од iPhone 15, Reddit R1 е опремен со 2,88 инчиот екран на допир, камера, контролно тркало, звучници и микрофон. Уредот работи на Reddit OS и се напојува со процесор MediaTek од 2,3 GHz со 4 GB меморија и 128 GB простор. Оно што го издвојува Reddit R1 е неговата способност да се поврзува со апликации на нашиот телефон, наместо да поседува свој. Одговара на гласовни команди и е способен за активности како што се резервации, управување со домашни апарати и одговарање на најразлични прашања за вашите формулари. Посебна карактеристика на Reddit R1 е неговиот адаптивен лем, кој му овозможува на уредот да учи и да комуницира со нови апликации. Оваа функционалност овозможува проширување на можностите на уредот надвор од претходно инсталираните апликации, прилагодувајќи се на различни кориснички интерфејси и функционалности. Една од најинтересните карактеристики е режимот за обука, каде што корисниците можат да го тестираат R1 за комуникација со одредени команди, со што ќе се подобри неговата практичност и разновидност. Сепак и покрај сите овие иновации, моментално е невозможно да се дојде до Reddit R1. Првите 10.000 единици се распродадени, како и втората серија што беше планирана за март. Ова укажува дека постои значителен интерес за овој тип на уреди. Со оглед на тоа дека предизвика многу големо внимание за многу кратко време, очекувано дека Reddit R1 ќе има широка примена во нашето секојдневие. Ако е тоа корисно, зошто да не? Корисно е да ве потсетам пред самиот крај дека ако сте пропуштиле нешто, нашите емисии и содржини ги имате и на нашиот YouTube канал DigiTV MK. Така да, до следната недела, за да нешто не пропуштите, следете не и нешто пред 18 часот бидете со Телма телевизија, затоа што ексклузивно само тука можете да ги дознаете сите новитети поврзани со дигиталниот свет и вештачката интелигенција. Голем поздрав!